Оризопроизводителите од Кочанскиот регион на средба со новиот министер за земјоделство побараа итно решавање на проблемот со ниската откупна цена на оризовата арпа. Велат дека моментално килограм арпа се откупува од 18 до 20 денари, што е далеку под производните трошоци. Поради поскапувањето на нафтените деривати и останатите репроматеријали, бараат утврдување на нова производна цена, како и закон и правилник со кој ќе се регулира откупот и ќе се заштитат домашните производители. Очекуваме дека ќе имаме нова производна цена, која ќе изнесува околу 30 денара, меѓутоа, за жал, кај откупувачите тоа не доваѓа до слух и затоа е ова сега што се случува со оризовата арпа која зимат и по 18 денари. Меѓутоа, ние како оризопроизводители ќе останеме доследни на нашите барања. Ќе бараме од владата и од самиот министер да се изготви закон, во кој закон ќе влезе како и правилник за откуп на оризовата арпа. Оризопроизводителите предупредуваат дека со сегашните цени производството е нерентабилно. Поради тоа бараат минимална откупна цена од 35 денари за килограм. Во спротивно велат, оризот ќе ја доживее судбината на многу други земјоделски култури, од кои производителите веќе се откажале. Не може производна цена 25 да се откупува по 18, а барањето беше и договорено беше 25% над производната цена, за да можеме да го одржиме земјоделието, не да живееме, да преживееме. Сега откупна цена за 2026. 35 денара минимум треба да биде за да обстојат земјоделието. Во спротивно, оризот, како и многу култури што исчезнаат, како репката, апионот и оризот ќе доживее иста судбина. Пред почетокот на новата жетва, која треба да почне за околу месец и половина, бараат владата да помогне во отварање на странски пазари и извоз на македонскиот ориз. Според нивните проценки, во амбарите се уште има околу 10.000 тони непродаден ориз од претходните реколти, што дополнително го отежнува откупот на новиот род.